Во студио 10 на телевизија 24 следе наш гостин, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, го имаме на скајповска линија. Градоначалник, добре дојдовте во студио 10, се извинувам што ме почекавте 7 минути повеќе од предвиденото. Како е во Куманово? Добар ден, Мишко. Поздрав до вас, до гледачите на ТВ24 Вести. Во Куманово се работи, тековни активности, секојдневни реализација на програма и за жал присуство на ковид вирусот како и секаде и во државата и во светот. Да, тоа е она што сакав да прашам, како е со COVID-19. Вчера имавме големи бројки, гледам дека Куманово има околу, според статистиката од Министерството за здравство, 28 нови случаи во тие вкупно. Што се, само да видам кај починатите, регистрирано и едно починато во Куманово, од вчера. Како е состојбата со COVID-19 во Куманово, градоначалник? Имате пораст, она што говорат информациите од Општинскиот кризен штаб? Бројките се многу сериозни. Значи, ако во минатата година зборувавме за одредени пикови, сега според овие резултати кои што ги имаме и бројките кои што се реални, ние сме се уште во пик, но допарва и ќе влегуваме во пик според предпоставките на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Например, вкупниот број на позитивни случаи до сега во Куманово имаме некаде околу 5400 луѓе, но ако земеме за споредба дека оваа година во месец јануари имавме 534 позитивни, во февруари 403, веќе овој месец во март, 18 март имам 479, значи дека бројките во овој месец енормно се зголеми, или пак ако ги споредиме со минатата година, кога во март имавме 50 позитивни случаи, а овој месец имаме до средина или нешто повеќе од средина на март 479 случаи, значи дека состојбата е повеќе од алармантна и сметам дека треба да се превземат и посериозни мерки во делот на спречување на ширење на ковид кризата. А тие мерки првенствено зависат и од самите нас граѓаните, но и од онаа што надлежните институции ќе го дадат како одредено задолжување на граѓаните по делот на однесувањето и почитувањето на мерките. Каква е ситуацијата по болниците? Имате слободни места, бидејќи сега веќе има таков еден бран и постојано тие се прашањата. Каква е ситуацијата таму? Во болниците во моментов имаме 54 хоспитализирани лица и дополнително 50 позитивни лица кои што користат услуги на дневните болници, но и за среќа Куманово влезе во таа група на градови каде што се изгради модуларна болница со помош на Министерството за здравство и Општина Куманово со заеднички вложувања го изградиме тој објект и капацитетот се подигна. Во моментов имаме 21 слободен кревет на ковид оделенијата во Куманово и болницата има капацитет да се носи со состојбата, но мора да потенцирам дека до сега имаме и голем број на изгубени човечки животи. 151 кумановчанец изгубија животот во борбата против корона кризата. И ако направиме една анализа дека Куманово во март месец минатата година беше гласно во делот на заострување на мерките, па дури воведување на целосен карантин по примерот на Дебар, денеска само можеме да кажеме дека не успеавме на тој војнички начин да се справиме со ковид кризата не само во Куманово, туку во државата, бидејќи имате два начини како да се справувате со кризата. Едниот ви е војнички, кој што нема компромиси и оправдува и буквално се оди да ја реализира целта, и вториот е политички, кој што ја оправдува целта, но се прави кост-бенефит анализа во делот на онаа што добивате, а што губите. Ние бевме заложници дека секогаш во секој момент човечкиот живот е на прво место и затоа сметавме дека требаше да дојде до таа една целосна изолација првично на Куманово, подоцна на регионот, државата да се штити во делот на влез и изнес и да имавме поголема контрола на состојбата. За жал денеска сме тука кај што сме се соочуваме со кризата и ние како општински штаб сме должни и ги следиме насоките кои што доаѓаат
од повисоките државни органи и од Комисијата за здравство. Имаме активен епидемиолог кој што работи во делот на работењето на штабот, редовно не брифира. Стоиме на располагање како општина за преземање на дополнителни мерки. Ако се сеќавате, во минатата година имавме интензивни дезинфекции, поголема контрола во делот на движењето, на разбивање на оние постојани метежи пред банките, поштите и така натаму, кои што беа општа појава, делење на поголеми количини на средства за заштита, дезинфекција на самите граѓани, делење на пакети, но сепак во овој момент кога веќе кризата е расширена и епидемијата е расширена на територија на целата општина, дезинфекцијата повеќе, барем според стењата на епидемиолозите, не влодува со плод и единствениот начин да се самозаштитиме е да се подигне самата свеска сите нас и едноставно да ги намалиме личните контакти и да носиме заштитна маска и дополнително да користиме по потреба средства за дезинфекција, како што и тоа, впрочем, го најавуваат здравствените работници кои што работат на решавање на оваа проблематика. Кога говорев со други ваши колеги, бидејќи секаде алармантна состојбата, особено на југот и Квешијата, еве вчера и во Прилеп, Битола, оној пелагониски дел, сите некако прстот го вперуваа кон младата популација која што е поприлично не заинтересирана, туку не води сметка, не одржува дистанца, не носи маска, дека кафулињата, односно рестораните се преполни, обложувалниците се преполни. Што е причината во Куманово? Како се однесуваат луѓето? Вие на тој прв бран, кога практично минатата година почна COVID-19, не само во Куманово, во голем дел од Македонија луѓето не веруваат дека постои корона, потоа почнаа да веруваат, па не сакаа во болници за да не завршат на респиратор. Денеска имате младина која што е, например, јас знам, после 21 часот практично кога затвара рестораните, тоа беше вистински метеж пред пекарниците и по парковите, практично таму излегува тие. И сега полицискиот час на некој начин беше ради нив донесен. Што е во Куманово? Како се однесува младината? Има ли одговорност? Има ли дисциплина? Младите луѓе сме били и ние млади луѓе и знаеме дека секогаш сме се обидувале на некој начин да пркосиме и вообичаено секогаш сме учеле од туѓите, а не сме учеле од сопствените, а не од туѓите грешки. И факт е дека постои раздвиженост кај младите луѓе и тешко е да ги затворите дома, но затоа постојат институции на системот кои што мора и да го превенираат тоа, но и да го спречуваат тоа, па дури и непопуларно да се казнуваме. Она што е повеќе од битно, беа донесени голем број на сет мерки кои што беа нелогични. Например, вие ги затварате луѓето дома, ги ограничувате со движење, а дополнително ги отварате за употреба кофулињата, рестораните и другите тие локации кај што е зголемена посетата на млади луѓе на тие локации, а кога се затворени, впрочем ги имате на јавните прометни површини на секаде во градот групирани во поголеми групи. Според мене, значи, контролата во ваквите објекти треба да биде поголема, а секако државата треба да изнајде начин, доколку дојде до финансиски застој или намалување на прометот на таквите објекти, на угостителските објекти, да изнајде начин да ги субвенционира истите или дополнително да им призга финансиски средства во делот на буџетите за да не претрпат загуби. Например, општина Куманово донесе одлука каде што ги ослободи сите угостителски објекти на територија на наша општина од плаќање на доместок за користење на земјиштето и поставување на урбаната опрема која што ја користат за летните бавчи и бавчите кои што ги користат како места во делот на ресторанот каде што се е дозволено пушењето и дополнително ги намаливме таксите на фирмите. Но ако веќе одиме на рестриктивни мерки, тие рестриктивни мерки треба да важат за сите. Ние во моментов имаме локации во градот каде што имаме апсолутно почитување на мерки, но од друга страна имаме локали и локации во градот каде што не се почитуваат тие мерки. На еден од последните состаноци на штабот тоа и го дискутиравме и дадовме насоки и до МВР, кој што во соработка со пазарната инспекција ќе реагира на таквите локации, но можеби и разногласието во јавноста, особено од експертската фела во државата,
која што требаше првично да има унифицирани ставови и сите овие експерти кои што излегуваат во јавноста и даваат своји професионални согледувања, требаше да бидат опфатени во делот на Комисијата за здравство, каде што ќе ги пеглаа своите ставови и немаше да има такво разноличие во јавноста и да се пласираат различни информации кои што дополнително ќе ги доведува во заблуда самите граѓани. Гледате дека се шират лажни вести, колку е тоа исправна вакцината да се прими, да се вакцинираме, да не се вакцинираме, различни шпекулации, теории на заговор. Сето тоа мислам дека премногу отиде во јавноста, особено во делот на социјалните мрежи и одредени портали, каде што веќе довербата на граѓаните е на многу ниско ниво и многу е тешко да ги вратите во системот. Но пак ќе кажам, институциите на системот се тие кои што го прават редот во државата и го наметнуваат темпото на работењето. Значи, ако можете еден град како Куманово да успеете во минатата година да го затворите 72 часа, 115.000 граѓани да седат дома и да не излезат од дома, тогаш не можеме со прст да го упериме на граѓаните и да кажеме дека се недисциплинирани. Туку ние нашиот капацитет во системот треба да го подигнеме на повисоко ниво во делот на однесување, особено на полицијата, која што единствена го има монополот за физичкото насилство според уставот и според законот и има право да прави репресивни действија, значи да ја превземе контролата и да ја контролира состојбата во целост. За жал немаме. Ако доаѓам на работа и излегувам на пешачкиот премин кај што влегувам пред општината, сте биле кај мене и знаете каде е тоа, и во исто време гледам дека млад полициски службеник се паркира со возилото на место каде што е означен пешачкиот премин, тогаш гледате дека и тие кои што се примени на работно место да го прават редот, всушност не го почитуваат редот. Тоа е нешто што ги депримира и разочарува сите во нашиот систем и нашата држава и затоа ни се случува една сеопшта катарза која што во моментов влада и еден сеопшт скептицизам. Треба ние како одговорни личности, особено оние професионалци кои што се ангажирани во системот, и во полицијата, и во општината, и во сите останати институции, доследно и ревносно да ги извршуваме своите работи, првенствено самите да ги почитуваме правилата, а потоа да бараме и од останатите да ги почитуваат. Вие сте дел од влијачката структура партија СДСМ и сте поприлично критичен кон оно што го нотирате како проблем. Сега градинките, училиштата, какво е тамо состојбата? Значи, во градинките и училиштата се води и се почитуваат мерките и имаме многу мал број на позитивни случаи, се поради аспектот дека се почитуваат мерките во целост. Имаме изолирани случаи кога ќе се појави позитивен случај во оделение, значи целото оделение останува во самоизолација и таму каде што се врши физичка настава со физичко присуство, значи остануваат дома во изолација во рокот додека трае изолацијата и имаат онлайн настава учениците. Не сме имале многу случаи такви, но сепак се појавува, но за сега таму е задоволителна состојбата. Она што загрижува е повеќе дека епидемијата рапидно се шири поради нашето лично невнимание како граѓани и јас апсолутно кога ќе ги видам бројките кои што ги дава Министерството за внатрешни работи во делот на поднесени прекршочни пријави против лица кои што го прекршуваат законот, ама апсолутно во целост ги поддржувам, бидејќи само тоа е единствениот инструмент, ако некој не сака да го почитува редот, да му биде изрешено прекршочна, а можеби и кривична пријава, зависно од степенот на прекршувањето. Инаку, што се однесува до критиките, јас не сум критичен, јас само сакам отворен, искрен и објективно и реално да ги согледуваме состојбите, без разлика. Сакав во оваа насока сакав да прашам, потврливме ли, го нотирав тоа дека сте дел од влијачката партија СДСМ, но и секогаш сте отворени, конструктивни критики, затоа ми беше поентата, значи, потврдија ли институциите, ако можеме да читаме ги редови или? Значи, потврливме и ние, ама потврли и човештвото. Значи, ние со епидемијата генерално и во Македонија, и во регионот се справуваме од политички аспект.
Не сакаше никој да биде доволно храбар да спроведе поригорозни мерки. На почетокот на епидемијата добивав повици, особено од представници од бизнис заедницата. Велеа градоначалник, дајте шатдаун на градот 14 плюс 14 дена и да се обидеме да се вратиме на нормален живот. Но за жал тоа не се практикуваше ни во регионот, ни во светот генерално. Но она кај што најповеќе потврливме, а тоа е делот на заштита на здравствениот систем, бидејќи ако го оптеретевме премногу, здравствениот систем ќе крахираше, а тоа беше резултат на долгорочното невложување во здравството. Се вложуваше во различни други проекти кои што не беа корисни, а сега гледаме која е всушност суштината на здравството, особено на јавното здравје, како дел од здравствениот систем каде што се обезбедува колективното здравје на сите граѓани. Ќе се вратам на одредени седници на Советот, не само во Куманово, генерално секаде. Здравствениот дом, тоест Институтот за јавно здравје и неговите експозитури поднесуваат редовни годишни извештаи за своето работење. Во минатото ги разгледуваме паушално тие извештаи и не им придаваме толкаво значење. Верувам дека оваа епидемија ќе не освести од аспект на тоа што тоа всушност значи јавното здравје и зошто во поранешната сојузна држава во која што живеевме толку многу се инвестираше токму во таа насока на јавното здравје, заштитата и превенцијата од јавното здравје, бидејќи ова е само една од епидемиите со кои што се соочуваме. Не можеме да претпоставиме што не очекува во иднина. И вториот дел, тоа е имунизацијата. Значи, недозволиво е да бидеме последни во регионот, се уште да немаме обезбедено вакцини и јас апелирав и повторно ќе апелирам за што поскоро обезбедување на што поголем број на вакцини и пристапување на колективна имунизација на граѓаните, видите, последни сме во регионот. Немам анализа точно каде сме во светот. Но каде се нашите партнери на кои што полагавме толку многу надеж? Значи имаме стратешки партнери кои што во овие моменти треба да ни се најдат. Јас ги разбирам тие оправдувања дека потребите за вакцините се секаде големи, но сепак ние сме една мала нација која што мора да побара начин да се самозаштити. Значи малите нации, малите држави во ваквите сложени пандемии на светско ниво имаат поголеми предности во однос на поголемите држави и поголемите нации затоа што полесно се контролираат и полесно се самозаштитуваат. Не е исто да дисциплинирате и да воведете во систем 2 милиона луѓе или пак 200 милиони држава. Но сепак мислам дека има тука направено одредени пропусти. Имаме добиено одреден број на вакцини од донација, благодарен сум за тоа, се вакцинират. Во Куманово имаме некаде околу 100 вакцинирани припадници во здравствениот систем, можеби нешто делумно изголемена таа бројка, но сепак вакцината треба да стигне до секој граѓанин и тука да потенцирам околу сите оние шпекулации која вакцина е релевантна, која не е релевантна, која е добра, која не е корисна за граѓаните. Доколку се воведе одредена вакцина во државата, прво што треба да се случи е политичкиот лидершип да ја прими таа вакцина и со тоа да докаже на граѓаните дека таа е сигурна за употреба. Голем дел од граѓаните успеа да најдат начин да се извакцинираат во Србија, бидејќи Србија практично е лидер на некој начин, не само во Балканот, туку и во Европа и по Британија, ако не се лажеме, втора по однос на број на вакцинирани, Израел веќе заврши неверојатна работа. Нелагодна е ситуацијата и се ова што го зборите е така, се чувствуваме некако замрчено, она знаете како Титаник, дека секојаш прво богатите се спасуваат, а оние сиромашните и помалите кој како знае. Голем дел од наши сограѓани отидоа во Србија се вакцинира. Ве прашувам затоа што Куманово практично е на самата граница со Србија. Одат затоа што има двојно државјанство или бидејќи јас знам и луѓе кои што само се пријавува со српски број, пријавува адреса на живење во Србија и без никаков проблем ја прима вакцината. Како е во Куманово и имате ли такви информации и податоци колкав број кумановци се извакцинира? Значи не располагам со точен број на мои сограѓани кои што се вакцинирале во странство и во Србија, но имам информации дека
и познавам лица кои што имаат примено вакцина, а претежно се носители на двојно државјанство и во Македонија, дури има случаи и во Бугарија, но ги разбирам луѓето, значи постои одредена фрустрираност ако гледате дека се врши вакцинација и имунизација во регионот и пошироко, а вие се уште не сте отпочнале, секој првенствено се грижи за своето собствено здравје. И онаа што е приоритет број 1 е во делот на вакцинирањето, што побрзо да ги вакцинираме, особено возрастните луѓе кои што припаѓаат во најкритичната група на граѓани. Градоначалник Димитриевски, вие ќе се вакцинирате или имате антитела, бидејќи вие мислам дека го прележавте корона вирусот? Па не, јас немам антитела и на сите тестови, освен на еден каде што покажа присуство на IgM антитела, а подоцна не покажа присуство на ниту еден антитела, и ден денеска немам антитела, нити пак сум сигурен што тоа всушност беше, но да не се навраќам на тоа, тоа е споредна работа. Да, јас ќе ја примам вакцината која што ќе ја примат и моите сограѓани кумановчани. И иста таква што ќе примат и тие, бидејќи сметам дека е потребно да се имунизираме сите и да се самозаштитиме. Тоа го вели науката и јас го прифаќам. Тоа бидејќи не верувам на шпекулации кои што кружат во јавности, а времето ќе покаже. Ако целото човештво оди на имунизација, тогаш зошто да не го прифатиме тоа? Така. Бевте жесто критичар на она што се нарекува договор со Бугарија, а жесто критичар. Сега сакам да кажам конструктивен критичар, значи она што е реален факт, например, дека достигне набавката на вакцини, сакам да кажам не замижувате пред фактите. Во таа насока во Куманово сте, не планирате да земете некој одмор вака да одморите со семејството? Ора Мексико може некаде во друга дестинација. Па мислам дека во овие 3 години имам искористено некаде околу 25 дена годишен одмор. Апсолутно не како ќе одмарам кога во овие тешки моменти кога моите сограѓани се соочуваат и нашите граѓани се соочуваат со исклучително реални проблеми, а и дополнително имаме во општината сериозна развојна програма која што ја развиваме. Во моментот сме сконцентрирани на реализација на проекти во руралните средини, во селата, подоаќе одиме во приградските населби и во градот. Имаме сериозен развојен буџет. Општина Куманово успеа минатата година, дел со помош на владата, но најголем дел со сопствени средства да се раздолжи по 8 годишна финансиска блокада. Оваа година имаме сериозен развојен буџет кој што планираме во целост да го реализираме и за сега позитивно одат работите, но нормално е ако една општина како Куманово која што беше повеќе од 13 години опозициона општина на територија на државата во нови период на владење на ВМРО ДПМН на чело со Груевски, бевме многу запоставени, немавме многу капитални инвестиции и сите тие недостатоци денеска сме должни да ги надокнадиме на некој начин пред граѓаните со реализација на капитални проекти. Инаку во делот на објективната критика јас само искажувам свој став и мислење, а секогаш се обидувам да дадам и свое размислување во делот на она како би требало да оди понатаму. Значи не само да дадете критика, туку и да дадете концепт, размислување, идеја како понатаму. Наставовите по однос на Бугарија мене едноставно ми се познати. Гоце Делчев е тоа што е, бил и ќе остане македонец за секогаш. Ние сме македонци, сме биле, драго ми е што тие ставови подоцна се потврди и од страна највисоките представници на владата, мои блиски другари и сопартици, и едноставно политиката е таква. Јас разбирам од одредени позиции, можеби некогаш и мораме да кажеме нешто што не го прифаќа јавноста за да отвориме некој дополнителен пат, но со историјата нема чепкање и со етногенезата апсолутно никој нема право да се игра и ќе продолжам да ги застапувам таквите ставови додека векот векува и светот светува, Максим Димитриевски ќе остане на тие ставови. Ако остане историјата како предмет, морам да привршувам. За крај, прашање кое што го поставувам на сите, бидејќи е изборна година, ако можам да читам меѓу редови, кога упатувавте конструктивна критика, велите полиција треба да воспостави ред, а не да стои автомобил на пешачко возило,
министер за внатрешни работи е ваш сограѓанин Оливер Спасовски. Не сакам да алудирам дека сега вие нешто намерно можеби напагате или критикувате кон Спасовски, но прашањето ми е, Заев апострофираше неколку градоначалници кои што ќе може да сметаат на доверба за втор мандат. Како размислува Максим Димитриевски на оваа тема? За размислувањето на мојот председател и господинот Заев ќе треба да го прашате него лично. Јас размислувам и планирам на подршка од мојата партија, бидејќи јас во таа партија сум од 95-та година, објави во јавноста дека имам мотив, силно сум мотивиран да трчам за втор мандат, затоа што сакам да ја реализирам во целост програмата која што заедно со партијата пред 3 години излегуваме пред граѓаните, каде што содржат проекти и период на реализација од 2-4-8 години. Има дополнително и нови кандидати со амбиции. Амбициите се оправдани за сите, ги поддржувам сите тие амбиции. На крајот, крајниот збор сепак го имаат граѓаните, сондажата на јавното мнение и секако нели партиската поддршка која што сум ја уживал, но партиската поддршка првенствено генерално доаѓа од самото членство на партијата, а дополнително тоа се пренесува преку лидершипот на партијата. Социјалдемократскиот сојуз е демократска партија во која што никогаш на никој не му било забрането да говори и јас ќе се борам да остане таква до последен момент на нејзиното обстојување, затоа што единствено со демократски начин и демократски цели можеме да излеземе и да се справиме од сите овие проблеми на денешницата, каде што граѓанинот ќе добие централно место во целиот тој, како да кажам, целиот тој однос на политиката во однос на општествените движења. Ако добро успеам да читам од она што го говорите, вие ќе одите на втор мандат, без разлика дали ќе имате поддршка од партијата или не? Значи, јас сум повеќе од сигурен дека ќе ја добијам поддршката од мојата партија за втор мандат и верувам дека ќе оправдам истата таа поддршка. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам и на вас, имајте убав ден. Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, убав ден и за вас, гостин во Студио 10.